Дебели гикови! Сам ти си штракнам ова. Далеко. Helldiver's. Helldiver's. Мака нека стои цела емисија. Зашто знаме не тоа бе, сега. готово ова ни сценографија. Кај сме, тука сме, чекај. Не знам кај сме, Тука брат. сме. Не знам ни дали е планетата Земја, тоа може да е нешто нивно фиктивно. направено, Флетард. да. Не знам што е, стварно. Ама супер е. Марио, ќе почињаме ли? На гости. Драган, презиме брат, Драган извини. Китановски. Китановски, Драж, кој како Драж. Се вика некој Драган? Не знам, некад некој да. По дома. Да. До Па која, не знам. која ќе направиш И- бебења некој. Драгале! Е, па да, само така. вали. Тоа е. Значи интересно има уе некој дека драж, некој драж. Ама Правилно ќе и видиш двете, исто дека? е, бе. Не знам ја некад исто и за еве конкретно за графити, ќе смениш некад бе чисто за формата на буквите, не дека нешто Да. неколку различно, ама зашо да не пробаш? А иначе као драж, ете на српски е нели нешто као Да. ако би го превеле на енглески Грейс или нешто така. Да. Чудно ми чудно ми беше. Не беше чудно. Кога се возам низ кола и ќе видам некој графити. Еј, драж, онака ме разбираш го. Сегде ти има веќе. Абе има брат, зашо да не се, што знам. Имаш Сега така не толку многу, не сум толку активен како порано, сега секој Добро, со сега обврските, со ама да. тату студио си имаш, ќе стигнеме и до Да, тоа. бе, и тоа, ете, 2 деца имам. И сега не се постигна све. Имаш Ама- така бројка во Скопје колку графити имаш? Твои? Драж. Па не нешто, не можам, не сум броел, имаше една година 2012 мислам точно, ги броевме со ствари не ги броевме, него имаше као некаков си не челендж, не знам како да го кажам, целе што го држи графити шоп Хром, имавме некои гости, еден русин што живее во Бугарија, Стер, Бог да го прости, и уште еден лик од Украина. Као дискусијата беше што е активен графити цртач и кој до која бројка ќе стигне, не знам, Стер стигна до 365 и више. Ја имав некој 180-200 нешто така, со се на commercial work и такви ствари, така Мгм. да, ама пак треба да имаш и некој си буџет за све тоа да Така, го да. одвоиш као едно хоби, ако гледаш дека ете 5 евра ти еден спреј, за еден графити требаат минимум 2 и така се. Чекај, продавницата таа се затвори, мислам, као За продавница, жал. као физичка, Да. продолжи да си работи онлайн. Некое така? време додека има Залиха. залиха, зашо газдата на продавницата, ствари и цртачот Хром што е целе, се оцели и живее во Словенија неколку години, така да. Само За жал тоа не функционира или таму. помалку, Аха, окей. или микрофон. Не, микрофон, Добро, ево, тама сме мислам. Вака, Било едно добро место и собиралиште, ете, не знам, на почетокот беше кај холандска амбасада. па после се беше Во последно, лептокарија. знам дека беше лептокарија. Да. Така? А зашто се викаше Хром? Па не знам. Па така се Да не пошол потпишува. у Хром. Тоа му е так неймот на Аха, дечко као што тебе го што ти држи е драж, шопот, не, да. да нема мој Хром. и пак Хром као сребрената боја, таа дете на пример за на бомбинг или за цртање Да, бе, стварно. илегални графити е Хром, као не е силвер, него е Хром. Така да. Аха, она Да. една, аха. Сребрената боја. Металик. бе. Металик. Нешто ми влезе у око. Погоди ми у око, човече. Да, бе, стварно населба Хром, никад не сум го размислил као... Па да бе и од тама Хром. исто. Да, па Хром. Не, не, на англиски Хром као... Не, у фабриката у Хром, ај ќе стигнеме до таму. Прем со Марио, јас си сакаме да даеме една поддршка, Така. што го зборевме муабетот преска за протестите и за внимателното возење по градов, дека стварно више нема смисло ова што се прави. Не знам, Марио. И Скопје факт е дека не е безбеден град више. Сам По долго време не. Да, Од долго сеато. време не е. Сите се движиме секој ден низ улици на Скопје, знаеме како се вози и сите тие работи. Едноставно да упатиме апел До сите возачи да да. пазат малце. Поеќе. Don't drink and drive. No. Да бе, добро, тоа малце и повеќе за околу колективната свест на народот. Така.
Мислам, греот и срамота да ги правиме муабетиве за у 21 век. Ја не сум ни Тоа, шофер, тоа. не сум ништо, ама дај бе луѓе. Мислам, може да го растерите ми сообраќајте, возете Не бе, точаци, јас сум возете. шофер, ама ја никогаш не сум се донел Да, ама до треба да бидеш степен... одговорен во Е, сите тие ствари, така. баш тоа. Баш зашо се не дол- сум бил одговорен, не сум ни немам возачка, така да. Па добро, гледај, Били до негде ако одговорен за гледаш и тоа што го поубаво правиш. да немаш возачка, вака по... Мирна глава. Би Ако се помирна поде глава, од далечни Ако дестинации, немаш, имаш немој да бус, возиш имаш работата. Да. такси, ете, не знам, има и други превозни средства. И сега, да. не, мислам, не е тоа проблемот најголем, него е, што знам, ете, 120, Системот е. 130 не се вози на партизанска. И сега, 80 не се вози поготово на партизанска. подлабока е таа тема. Мислам, можеме до целово време да го искористиме за тоа. Да. Штета што ете млад живот згаснал, друг ете со невниманието предизвикал нешто да цел живот ќе му биде да се кае, ама Точно така. Ништо. поука за другите, да не учиме само на наши грешки, туку и од И од другите. другите, да. Драж, сега маца да те вратам детство. Ајде. Да ни раскажеш нешто повеќе за твоето детство. Чекај, ти кое годиште си? 85-та. 85-та. Си завршил у Дим, предпоставам. Не, у Ѓорѓи. Че не е основно. Основно у Коменски. Цел живот си од Хром? Не, ја у Нерез имам живеено. Учев средно у Тафталиџа во Јана Москоменски, средно Ѓорѓи, после факс на Шумарски. Аха, па на Шумарски Шалта со ја. брат ми сте биле колега. Кој ти е брат? Панче. Панче. Да. Нема Ако да веќе. го видам, може ќе ми текне Нема виде. веќе. Ја паднав неколку години се мене ми се менја колегите, брат. Не знам, Он може него да. ли заврши така да... Тоа е тоа. Брат мој извакав само со коса. Не, од кога си у Хром? Значи у Хром не. У Нерези, брат, од роѓење. А, Сум уште живеел- си у Нерези? Не, сега живеам у Карпаш 4. Аха, Да. добро, готово. Оке, ја мислев дека, зашо, не нешто знам. си поврзав у глава дека си од... Само да ми раскажеш маца поише тој период на живење, што си Тоа правил. е скроз различно од тоа што е, например, сега. Ние немавме... Ако гледаш од сегашна гледна точка, сите работи ти прво ти се пристапот го имаш за све на нет, брат, имаш дали на Инстаграм, дали ете имало порано, и ние кога бевме имаше сајтови што се стриктно за графити, имаше и македонски сајт као Камклин. И се целата работа е што тамо од 90-ти години такви работи немаше. Ќе се погодеше некој негде како отишол, па да донесе некое си списание, па да видиш од тамо. Или од тука веќе нешто постоечки ствари што имало некој што први ја почнале таа приказка први. Нешто виделе исто и они, па донеле као тренд нешто тука. И сега не знам, се црташе со онакви обични аутолакови сега, немало специализирана продавница конкретно. Бој лакови се Да, купува и спреј. имаше Кенда и Рида, некои такви што се за тоа време не сум знаел за ништо боле од тоа. Се деси да има после ете Мако Хемик отворија, но сега некој мислам дека грчки бренд беа Саботаж 80 и прв спреј што е на акрилна база. После 2010 али точно не знам ете, го отвори целе графити шоп Хром и као од таму почиња некоја си поразлична приказка во графити светов, пошто беше од графити цртач за графити цртачи направено и она комплетно што ти треба од дизна, значи капаче што е за различна дебелина до разни бои на спреви, значи имаше и Монтана, Јапа Монтана, Молотов, Flame, имаш маркери, акрилна база или било што, значи буквално да можеш да експериментираш со све. Сега дали ти Буквално ако и све црташ што му треба на скици еден графити Па цртач да, можеше да. да се најдат. Горе доле така би го споил и ја тоа, така да. Ама и добра прича почнува, као да се спојат као луѓе као екипа, нешто ајде да цртаме заедно зид или нешто. Као таква прича. На почетокот мислам 90-ти е некако пак некој мал круг ете што сме биле од тука од населба што сме се дружиле. 90-ти, тој период таму влае Карпош 4 Хром зафркнат беше ептен. Абе, добро да, ама Многу беше другачие време беше. Другачие време беше, да, ама и Распад на тогаш беше Југославија така. и не знам си што е, Не, ама за тоа. друг филм беа луѓе во светот мислеа дека таа скроз нешто тоа, гангстерски ама да се имаше понасаш. многу
ај сега не знам како да кажам, ба многу нели баш тој период 90-ти и имаше наркомани на секој ќоше, шприцеви на љуѓашки сме наоѓале шприцеви однака скроз човече. Добро, тоа Баш не знам дали беше у Карпош 4 така. да, бе, брат. Предпоставувам дека било, Да. дека не сум Значи сум поминал ни сите тие ствари, имам другари што сум ги изгубил, Бог да ги прости. Некој ја завршија приказката порано, така да, тоа е тоа. Да, ама сакам да ти кажам колку такви од тоа живење, да кажам, во тие во 90-тите те направи да си појак или не знам да издржуваш, да кажам, да знаеш што би се десило. Ја ради тоа, ја мислам дека и малце тоа не беше као лекција нас. Го гледаш него, ако сакаш да бидеш као него, ќе можеш да Пак да се... се вратиме на приказката, некој учи од Да. туѓите грешки, да. некој учи од собствените. Да, да. Сега Не, како? знам дека у Влаје тоа беше хаос, по порта Па, Влаје, по Не само порта, гаражине, брат, сек тоа дека беше тоа партали, значи буквално се пазеше да не се гази на шприц, брат. Идеш со папучки и скокаш само Не, бе, брат, како да ти кажам, игралиште за деца, брдо вака шприцеви. Тоа беше 90-ти барем. За таму, за други населби, не знам, дека бев мал и не можев да исто било шетам многу. тука у кисела вода не било ништо посејано. Тоа Ако гледаш кисела вода така, сега е уште така. па да, тука им е Да, да. центарот за зависности, така да. Абе, види, од све има различни причини на приказката и сега некој од тие луѓе што и конзумирале опијати или дроги или било што, како некој од нив си нашле пат, нешто ете луѓето сакаат да експериментираат со све и ствашта. Ја не можам да се оградам од тоа и да кажам ја не знам тоа. Фино е да пробаш, ама сега не све. Абе, Така да, нормално. да. Се јадат све што лето. Точно. Те прекинав во Карпо 4 во основно со муаветот. Значи не можам нешто да одвојам како дека специјално се дешавало у тој период. Вајда и јас сум пробал нешто да најдам сам што мене ми е интересно, што би сакал да правам. Значи порано многу поразлично беше. Сега ќе земеш на пример сега списјани и ќе видиш дека на пример рецимо еве Син, амерички цртач на графити, не знам, еден од поголемите легенди на графити сцената, на пример цело време так не имат, уствари неговиот потпис или тоа како он се подпишува, прави различен стил и фонт на букви и тоа се прави. Ние, брат, немавме таков концепт, него едноставно ќе најдеш што се вика зборче некое и од, не знам, Урбан, Крс, Меднес, нешто, некои такви зборчиња за да земеш да направиш букви, па тоа го нацрташ. Се подпишев Драган, не дека мене Драш ме завика, тамо не знам, 7-8 одделение која бев, па после тоа сум го сменил. Така да, не знам. Што рече со бои за овакви такви работи. Имавте момент као, абе, зашто не ми спаѓа толку добро Абе, графити да, ама, или знаеш, кога нема да или пробаш знаеш нешто, дека не е со не се прави со такви. ако не пробаш нешто подобро, си мислиш дека тоа е тоа и Мм. така треба да изгледа. Така да, што знам, мислам можеш да пробаш една друга варијанта, па горе-доле немало некој квалитет. Се Тек сеќаваш на после. прв графит? Да, ама тој ми беше цртан со четки и со мрсна боја, така да. Кај беше? Исто у населба на трансформатор, пошто као најнеутрално место некој да не ти е од комшилук И зачук. многу беше на времето тоа и полиција знам ги бркаше. Да, Зашто бе, ама се правиш, сега е се стигнато да мислеше. функционира тоа да не ти. Знаеш, луѓето Се као сметаше за вандализам. Да, ама сега е на пример they mind your own business. Ме разбираш, ти си тераш свое, луѓето не ги интересира ништо околу тоа, него може да дое некој да те праша што правиш, како и да ти кажат сега браво, зашо донесено е Скопје од зидови да изгледаат како берлинско веце, ме разбираш, од партиски преписки, грујо, овој, оној, не знам си што, значи мивка е тоа. И сега ти двоиш од својот буџет, нешто тоа го прецртуваш и правиш нешто, небитно дали е слика, дали е, не знам, ете и букви да се, сигурно ќе биде подобро од тоа што било претходно. Да. И малце се крена валјда свесноста на народот да кажат е па добро, ова покуле од него тоа што беше претходно. А иначе порано било брат онака, знаеш, што правиш ти? Све она со jumpstart онака као ти чекај малци.
Ево какво е Скопје, постапокалиптично, ме разбираш, некои од фасадиве не се сменети, од која се направени зградите од после земјотресот. Па и некои згради стојат фабрикано у хром стои така од кога е напуштена и прозори се Добро, скршени тоа е се. више тамо тотал руина, вајда чекаат некој да го земе За земјиштето. згради да си направи така. Да. Супер, топ, ќе го запалат, ќе каже се Па така да, се така запали фабриката. Не брат, тоа помина Лупај. више многу од поодамна. Се искраде бакарот, копа тамо, О, кабли. Таму. Мислам, тамо беше... Ама Ако видиш од една друга гледна страна, па има една добра прича у целото тоа, дека кога се затвори фабриката, немаше нешто, некои чувари, не знам, мислам дека па и уште целе нема, страйк некој од овие постариве што се они први влегоа цртаа тамо, па некако ајде полека со некоја предпазливост и после више стана као графити Дизниленд да малте не било кој да отиде тамо да нацрта нешто, останува и тоа ти е едно добро место кај што можеш да си пробаш различни скилс или нешто да отидеш Да да, се црташ вежбаш. без никој да те замара околу тоа што како правиш. Знаеш, пошто твоите графити се онака ептен познати, пошто факт е дека кога излезеш у град, видиш некој графит, знаеш дека надраш. Може да ми го раскажеш твојот процес на правење графит, ама и процесот на графити како иде всушност. Како се прават добри линии, бирање бои. Абе, не знам, ете сега да не звучи она баш клише, practice makes it perfect, ама у принцип така е, колку повеќе работиш, толку повеќе ќе стекнеш некој си скилс или нешто да пробуваш да експериментираш. Имало периоди, не е само значи до тоа ја мора ова и ова да купам, сум цртал и со поликолори, со четки, знаеш. Чисто мислам дека многу побитно е тоа некаква си желба да имаш околу некои ствари. Сум цртал и со, не знам, со ваљаци, со четки, со телескопна рачка, па ќе нацрташ дали букви, дали некој карактер, нешто тоа ќе изгледа на нешто, небитно што како, него ти едноставно у графитџискиот филмете, тоа е ти да оставиш некаков печат на надворешното окружување, фактички. Ете, као куќето што шета, што си бележи територија, така нешто слично. И еден добар начин на комуникација, као и да поминеш, види овој тука се потпишал, овој тука нешто нацртал, знаеш. Сум го зборел еве со другари што ми се кидеме, на пример у Будимпешта или не знам било каде. Ја не ми треба мапа, не ми треба ништо, можам да се снајдам по тагови и по графити. Значи, од овдека лево треба да свртим или десно треба да идеме. Имам фотомеморија некој и ги памтам, на пример, надписите, според каква боја е, што е. Добро, Знам од тебе кај тоа сум, те, да. тоа те привлекува, тоа Абе, прво што правиш кога ќе видиш нешто. Да, гледаш одма ете го дали потписот. дали има нешто негдека нашкртано. Тоа се смеевме сега, бевме летово у Нимберг, кај наши пријатели, нешто некоја соработка почнавме као Скопје и Нимберг биле збратимени градови и по повод, не знам, 60 годишнина од земјотресот, тогаш и прв пат нешто као се споиле као братски градови. Дојдоа дечкиве тука црта, па ние отидовме летово со Балдо, Миро, Мачка, Раск и да, тие 5 души бевме, така да отидовме таму и си викам, човече, викам, види овде нема ни една шкртаница, сега тоа е град у Баварија, ме разбираш? Имаат места кај што на пример тоа се црта. Другото се брат некои стари фасади што се возобновени. Нимберг бил втор град најбомбардиран у Германија. После тоа се возобновил и некако има некоја убава архитектура, мислам, жално и греото е тоа го направиш. Реално ја мислам дека нема ни еден од тие што ќе кажат дека и ние сме графити цртачи, што ќе каже сега најновава фасада ќе ја упропастиме, него сите идат да исцртаат негде кај што веќе или тотал Да руина, заличи или на- нешто што на веќе е нешто. шкртнато, па нешто да направиш. Да го Некако си покриеш цртеш тоа. или едино ако не ти каже некој инвеститор на пример, дај да исцртаме зграда, што се десило некој 2-3 пати до сега, така да. И се има десило ствари. тебе да боиш цела зграда, да кажам? Па да, ама знаеш што не е површински кој знае колку, пошто имаше некои интервенции измеѓу прозори или некој помал простор. Иначе онака како некоја си поголема фасада, калкански ѕид, нешто калкански ѕид, кај што нема прозори, голема Да, ѕидна да. површина, да исцртам од горе доле, не сум имал некоја таква прилика. Мислам, сме цртале со на еден заеднички проект со со Мачка, Блаже, Ване Костуранов,
не знам уште кој беше Филип Коневски. Цртавме прочистителна станица во Струмица. Имаше секој по отприлика некои си 300-400 метри квадратни или 500, не знам колку беше. Не се сеќавам. Као округли силоси, што не знам, у висина и да можеби некои си 4,5 метри нешто или 5 максимум, ама голема зидна површина и така, пошто тоа некако ко поголем некој предизвик можам да го кажам, пошто подугачко време ми требаше и да се сработи. Е интересно ко проект. Имало бе доста ствари што се десиле, сега не можам да одвојам нешто, да кажам ова ми е нешто многу драго или се ми е интересно моментот кога се дешава после тоа кога тоа е финиш и завршено, идемо нешто друго, некој нов предизвик сам на себе да си даеш или не знам, ако не е со графити, да седнеш да нацрташ нешто, било што дали илустрација или ете со татуажи така. Знаеш кој процес ме интересира, например, се будиш са бајле и решуваш сега ми се црта графит. Од инспирацијата за Абе, има тоа, знаеш како има Или како кажам, првен преш као скаутинг, као местенца си ги имаш. Некој Буквално места целиот може процес. ти да ги испикираш и реално на сите едни истини се свиѓаат. Да биде негде кај што има кај што е пофреквентно, кај што движат повеќе луѓе. Некогаш ако ти е мера ке те дотидеш така да ти е лабаво што се вика и пиво да пиеш, можеш негде кај надвор ван градов или било каде. Мада мислам ти викам ете се сменија стварите, а иначе она драйвот не знам имало и тоа осцилира, не знам имало некад периода ке станеш и како мора да го направиш тоа, знаеш како да си ја задоволиш потребата да го направиш тоа. Знаеш како зашто да ме прашаш вака сега кога ќе си го вратам филмот, не знам да ти одговорам. Ама валјда некој филм и некој драйв што сме имале порано беше графити сценава во Скопје имаше некако поголем број и поголемо комјунити или како да го кажам. Не знам, многу од луѓе во соцелијете имавме ликови као Миле Срк. Срк бил скопска легенда на секој трансформаторче, ќоше или било каде, од кисела вода до хром и до ѓорче имало негови тагови, негови графити, он се оцели живее у Берлин. Целете се оцели живее во Словенија. Руки, исто една од девојчињата кои што цртаа графити, се оцели живее во Лондон. Блажо, например, заедно сме работеле, сме тетовирали и он има почнато од таа графити сцена. Со исто девојка му, жена, негова, сега деца имаат и све, се оцелија, живеат исто у Лондон. Разбираш, некако се раштркаа сите тие луѓе, мислам, од тие што се горе-доле моја генерација. Ја не викам, има и нови дечки, што се апсолутно супер све, ама знаеш, тука таа моја возраст некако ми фали, мислам, пак до ден денеска со некој од нив ќе се видиме, ќе си направиш убав муабет, ќе се подружиме, некад имало и цртање и све. Ама знаеш, имаше некоја енергија како сме се бустале еден со друг, ајде, како некоја позитивна утакмица, не од аспект на тоа као види јас што направив да ти кажам, него од моментот дека види овој што направил, јас сакам да направам. Разбираш, као нешто да се докажеш на едни со други. Не као со не знам како да го објаснам, да не као да му докажеш на него, него да си да докажеш покажеш сам и на себе сам дека себе, си да. болј од него. Затоа што ете ние сме правеле муабет дека порано сме иделе од тоа као треба да имаш некаков си ете стрит кредибилитет. Ова си направил кете, уапсат ќе си ги сносиш последиците, не знам, имаше парични казни, не знам, има да побараш општо корисна работа. Ја не сум сметал дека тоа е некакво си прекршочно дело као што треба ја да платам глоба. По што те црташ графит? Те фаќа полиција по кој основ те казнува? Вандализам? Па пишува нарушување на јавна, значи нели јавен ред и мир е записникот, он тоа го шкрта, нарушување на и угрдување на јавни површини, као по некоја си таква основа. Сега јавна површина, пак се тоа ако е стамбена зграда, брат, тоа е у сопственост на станарите. Точно. Да ги прашаш вака денски да сме цртале ние, да отидеш да тропнеш на врата да им кажеш дечки дајте сакате ли да ви го исцртаме зидов, никој нема да ти каже не. Затоа што никој не сака па да му е таква зградата, никој нема да одвои од своји средства пари да ти каже на тебе еве ти ова направи го мене да биде поубаво. И сад тука е глупоста што мислам дека може два правци се, ме разбираш? Мислам и едното и другото е добро. И тоа што илегално цртање е супер,
Ама па и од друга страна си викам, еднаш веќе е пробиена таа бариера, као, окей, прифативме општествено дека графити се кул, што правиме сега? Дали не треба, например, општина, Министерство за култура или не знам кој тамо како, дали поединци да кажат, дајте дечки, окей, да се групираме да направиме нешто да изгледа малце по-другачие. Дали да се еве подпорни зидови или некои стари фасади. Дајте да ги цртаме и да бидат Како што беше у ГТЦ доле, Да, тоа се вика. шуво ГТЦ, катната си гаража. лижи се. Имало некој, мислам, ете у МКЦ се црташе по иницијатива на МКЦ беа донесени исто странски артисти кои што цртаа на фасада ондека една што е кај билна аптека, музеот на како се викаше до зоолошка Природно, тоа гледав кога Да. го црта. Дечкото Беше тој Шпанец, Ствари нека друеда. беше. Не знам од кај е. Да, Шпанец. Шпанец, Мислам, Шпанец ама- беше, ама си го црташе на 2 дена, 3 дена. Па да, бе, добро, нормално треба скеле или не знам со Скеле беше тоа. со кран, со такви ствари, се имаше целе донесе некој холандјанец го црташе МКЦ за здраво млади конкретно. Аби имаме, ме разбираш, не дека не, има јака екипа, ете Кумановци во Куманово се замараат, прават графити Брат, фестивал. фестивал они, да. Носат ете луѓе и тоа од се- странство, тука нашава локална сцена да биде као покриена горе-доле, да бидат сите поканети. Има начини, ме разбираш, и сега колку тоа ние сакаме да го возвеличаме. Знаеш, као може би на млади им е као и дегустирано као графити и као не знам си што. Мене ми е, брат, како да ви кажам, празник ми е. Ме разбираш, да видиш луѓе кои што се истомисленици и ете нешто правиме, некој вид на уметност. На некој ете може ке каже да вандализам, вака така, што се шкртаници. Океј, Уметност. мене ми е, ете, не мора да го кажам уметност, цртање ми. Но не уметност е, не Така, за дека да. не е уметност. Не знам, ја го сметам како уметност тоа. Не знам за други што не го Уметност е сметат за... искажување на мисли и идеи кои што едноставно ти лежат и сакаш да ги прикажеш на другите за да може да го видат тоа нешто што го имаш да мислам. Да, бе, да, Добра дефиниција. покажува, Една од многу. да. Баш ова сум ја. Да, да. Абе тоа е, знаеш, пак е покомплексно, сега на некој може ќе му се свиѓа, на некој не, некој сака карактери, некој сака букви, некој ова е за мене графити, некој друг ќе каже ова и ова е. Значи нема една стрикна дефиниција, секој може да си го протолкува тоа како сака. Реално имаме доста добри и квалитетни цртачи, не знам, Миро, Балдо, еве Мачка, толку години се дружиме заедно, цртаме. Имаме стварно добри од Кумановскава екипа, ете Младен Трендарски, Дейвид, значи она и сликар. Имаме стварно јаки уметници и цртачи кои што вреди да се спомнат, знаеш, као by the way, сите од нив нешто друго работат, сваќаш као Да. Графитите име Да, како онака да се да. испукаат што. Абе, и пак, мислам, ако гледаме така, се не да кажам дали е општествено корисно или не, ама интервенираш, например, во некој дел од нашето секојдневие, еден зид, например, да го исцрташ и да кажеш, кога ќе станеш утре вака, кога ќе појдеш, да кажеш, и виш убаво ова го направиле. Доволно е, ме разбираш, онака на некој да му кажеш, вака кога ќе го види да си каже и да се насмее, да кажеш, ви барем нешто убаво нацртале. Сваќаш, небитно што кој како ете, ако гледаме така, ете се активира и навивачкиве групи, не знам што, сите цртаат, сваќаш. Да, И подобро е да иде во тој контекст, ете, да речеме, не знам, од тој аспект да се гради општество со уметност и со цртање, со некоја си таква култура да се возвелича, за мене е 100 пати подобро. Не знам и на време, која разлика е графитите, да кажем, на времето, да кажем, ајде во раните 2000-ти и сега. Абе, секое време Сега има се- све што е. Сега се као уметнички дела, човече. Ама и тогаш тоа е биле, као брат, само видам, што можеби што ти викам, ете, може потежок начинот бил да се стигне до боја, ама може имало и исто тогаш. Бојата ми била таква некоја поизгледа дека немало. Да, сега од се кај да се повивидни боите и бојата, например таа што е на лименката, ако е ваква джижава жута, ваква ќе биде и ваква ќе остане над зидот и се препокриваат една со друга, зашто се на акрилна или на нитро база. Ова претходно било некој аутолак што например ако повлечеш црна одозгора со црвена, една со друга се јадат, ништо не останува, само црна мрља некоја останува. Знаеш, као не се адекватни тие за тоа, не се за над зид, зидот пие, упива, ова
нема некоја врзивост и база што ќе застане бојата да остане таква, нити па тој бренд ти гарантира дека бојата ќе биде квалитетна од UV зрачење или не знам си што, ако е магента, да остане магента уште 5 години, туку нешто ќе се видоизмени, ќе стане, не знам, окер. Така да, Дали Тоа, имаш не знам. дефиниција за твојот стил на цртање? па, Или како го нарекуваш твојот стил? па што знам, ја некако сакам да го објаснам со повеќе ствари, као гледам да се некој као поилустративен, нешто према детски цртеж, нешто така би го представил се. Не знам, не сакам, не цртам реалистични работи, портрети, Не те не, влече тоа. не. Можам, ете, со Doodle Grid, со нешто можеш да го пренесеш, ќе го направиш, ама мачење ми е, брат, и некако мислам дека има многу по-искусни во тоа што го прават. Тоа, мене ова друго ми е just for the fun и некако многу полесно ми иде и ќе го нацрташ и барем ме испунува. Ова некако сум видел многу подобро што цртаат, така да мислам низ години ги имам запознаето сите што се тука конкретно у Македонија, сите што почнале да цртаат, ги имам Ќе те запознаено. прашам за графитиран кај стар Макдоналдс у центар, у пролазот. Мгм. Тој со Графитот ганџата? Со марихуаната, да. Тоа мислам дека е, ако сгрешам некој нека ме поправи после тоа, ама мислам дека е исто 90-ти периодот, ама дали е од Многу стар екипиве, графит. старите екипи таму Reptile Babies или не знам некој, појма немам од кој И што како бе. Зидот е искречен од страна, цело време Мгм. го кречат код зидот од страна, а уште графитот стои. го Да. стават. Баш се гледа вака коцка кај што не Брат, тоа за у тоа време беше, мислам, као бум и револуционерно, затоа што никогаш, мислам, со такви бои никој ништо немаше нацртано, не знам. Многу и да добро. стои уште со Да, иста боја, да. со да не е мрднато. Тоа јако изгледа. А лалда му е на Да. на Абе види, и кога полумар- ќе видиш па и пак можам да кажам, ете, благодарно е дека останало толку време и никој не го покрил, значи има некаква си сентиментална вредност и за Не сум Скопјани поминал општо. до душе Сигурно од стои. Ни ја не дамна, сум за поминал. да видам дали знам последен пат кога бев баш видов дека од страна све е бело и све е чисто, освен него, ама и интересен е тој што као што е листот и горе иде Да, и се се прекршува, витка да. и се витка на ќошот. Исто кај Градежен знам дека имаше многу убави графити на Градежен. Па добро, неколку пати е тој зид прекречен. После имаше некоја, не знам, на некој од овие студентски пленум или нешто кој имаше некои такви протести, па нешто имаше некој спрејави, се црташе внатрешниот дел од зидовите на Градежен и архитектура. После трендо која беше на некој постдипломски го црташе целиот зид на Градежен, ама со таква тематика, нешто со не знам, со нацрт планови, со некој од овие градежнички што се ствари за мерење, за не знам, некој Тоа со не стои коти, више. со нешто. Не Абе, се- мислам дека не од беше влага и од ептено такви граф- ствари е Да, некако више нешто попуштено има, да, ама таму. на времето знам порано имаше Да, графити и беа многу добри. Нешто тоа беше од некоја си дали мобилен културен контейнер или некоја си таква као дешавка кај што се собирале. Нешто мислам дека има и мачка учествувано на тој дел и секој по некој мал дел Да, има поише нацртано беа на тоа, да, као да спојат некоја си приказка, исто некој држал работилница да објасни шо како, некој од странски цртачи кои што дошле тука као ете, не знам, едукација некаква да одржат. Абе имало и други ивенти, ете, не знам, не би го скокнал тоа, на пример, ете, што зборевме 2000-ти, на пример, периодот кога поактивни биле, на пример, ете, и Strike, Darkstar, не знам, VG Sense, Ifo CK, Tate, не знам, целе Хром, имало цртачи исто доста кои што у тој период цртале, ама знаеш како као некој нов бум, нова револуција се дешава, на пример, као хронолошки, ете, собира фотографии па се прикачува на Come Clean сајтот. Тој више не постои, као доменот, мислам дека толку. Ама имаше многу добри цртачи, не знам, сајтот го водеше и Ивица Jazz 83, на пример, за тоа време, брат, револуционерни биле такви цртежи, некој со аксонометрија, некоја луда геометрија, испревртени форми, знаеш, она као
несвојствено, не е буква, него ако го загледаш, ако го протумачиш, ќе кажеш, да, ова тоа е тоа, сеќаш као не знам, имало многу јаки фаци, да, во РНСК, не знам. Еден пун луѓе, не знам, Кумановчево, Пикхенц, он се потпишуваше као Хивер, у исто време, не знам, НАК 47 цртал, ме разбираш, луѓе кои што, например, ете сега Пикхенц се има прешифтано на друго, црта за Magic the Gathering и за некои такви карактери, за карти, за такви ствари. Да, бе, тоа е тоа. Да, пихет. Да. И, знаеш, ама не замрело тоа, не знам, ете, не знам по шоповот бевме дали, мислам не као графити фест Куманово, него до некоја си скрос рандом собиранка исто со кумановци, дојде, он нацрта нешто тамо, со мачка црта едно дзиче. Фала многу, дечки, имам работа, се гледаме и тоа е тоа, ме разбираш? Има, сакам да кажам, уште се дешаваат такви дружби и дешавки. Да. Ама ово би било ете така нешто да се организира, да кажеме, да се Као собереме. фестивал, Да, убаво да. би било да се направи фестивал на некој убав Да. голем у Скопје што ќе се донесат блокови, да кажам, и на блоковите да се Имаме доста згради кои што кои што треба да се нацртаат. да, така да блокови не мора да се носат од Па никој. добро да биде така да речеме ајде у парк и да се стават тие Да, блокови. добро, да се... ете имало и такви дешавки да од тој се- калибар, не знам, Скопје Стрит Фестивал се дешаваше во се дешаваше Скопје во парк, Стрит да. фестивал Тоа- и тоа со години се По одржаваше. некои 3-4 години Да, нешто така. и на крај замре и толку беше од Скопје Стрит. Као све друго останало, тоа бе, мислам дечките што го организираа се одселени живеат исто у Германија. тие се приказките е брат си од ти да. Бели све, да. Да. Кој сме кај И- фестивалија, подршка од Министерството за култура, да, а зашто не? Дали имат? Па конкретно од министерство не знам вака окей со работки ми искачале доста за доста работи у пресред. Например од аспект као бе дечки ми треба зид ке дојат. Не знам имаше Хомбре доста добар цртач мислам од графити сцената у Германија е еден од тамо основачи првите членови на Stick Up Kids, тие се германско крушо, газат мислам стварно онака топ цртачи. Се доаѓа у Скопје, кај да го носиш, ај нема везе, окей, он сакаше да иде и у Купрум и да прошета и да види ствари, се добре да остаи печат негдека некој да го види тоа човече. И не знам, ете од општина центар, не знам, нема дајано гринлайт за некои ствари, например, ете у Кочорацин го однесовме у школова, тамо цртавме нешто, така да. Абе имаат, мислам, се повеќе се крева. Дали има свесноста за такви ствари. Некоја организација, да кажам, не организација, здружение на Немаме дружба. Ние уште сме панкерски. Од тој основ некако не. Па, мислам треба да се направи Па, треба, да. некој здружение така. Абе, Ама па од една страна Сите па знаеш комуницираме едни со други, ама само тоа го нема. Не е као не сме као ова сега да го разграничиме, ова сме ние, не, затоа што никој од тие не е само тоа, него е милион други работи. Абе да, ама некако ќе може да организирате, да кажам, и фестивали и се, ако сте здружение. Да не си као физичко лице, туку као граѓанско полесно здружение. ќе идат тие Ај, може понатака тие некој работи. next level. Кај техна, бе. Да, Значи, требаше да кажеш, значи, готово сега. луѓето тоа ги мачува. Од утре Утре подпишуваме Ја, договори. Отвараме здруженија, правиме фестивали. Прашањето ми беше за Министерство, например, еве, се соберете и решите сакаме да направиме голем фестивал за цела Македонија графити. Колку подршка би добиле? Например, од Па мислам дека државни? дека ќе искочат у пресред. Пак е тоа некоја кул тематика што не дека се ставам ја у тој круг ете за младите, ама има млади дечки што дете зашто да не им даеш таква можност. Да, бе, Да се направи такво има нешто, и, мада кажам, имало, ете. за почетници, Да. дзит и да може да си Има. Од тој аспект на пример имаше сега не знам точно преку кои луѓе ги памтам вака по име и по презиме, не мора да ги спомењам, ама Да. имаше иницијативи за легални ѕидови во Скопје, на пример ете они си прават некој си филтер тамо. Им дадов список на луѓе, овие се сите што цртат, ја што ги знам. Одберете си вие. Они кажуваат добро, овој ми се свиѓа, окей се црташе потпорниот зид на
реплеки, тоа беше како легално. Па дојдоа џандари, па имаше мкнење, тегнење. Ама сега па гледам па го ишкрт баш кај реплики. Да, ама и тоа е концептот на тоа. Значи ако е Ама легален со зид, линија го ишкртале. Мене тоа не ништо не е вечно. Ништо од тоа нема да остане за навек. Ако гледаме така, што станува збор, например, ете во Берлин, конкретно Берлинскиот зид или тоа што е останато таму. Таму има, брат, као да кажам, piece of history, ме разбираш? Денеска било, рецимо, ова нацртано, утре доаѓа некој друг, ова го црта врз тоа. Има вредност некаква? Не. Тој иде, го документира со фотографија и тоа е тоа. Толку после 5 минути. Тоа тие не знам како да кажам, као не мобилна галерија, него галерија која што се обновува, ама нема бек, ова ќе го вратиме назад. Ево се прекречува и се цртаат нови ствари. Мене тоа Па не ќе ми видиш и било добро е. јасно. Гледаш графит убав, мене жал ми е да земи Апсолутно те разбирам. Да, ама ете има и такви ствари, се ништо од тоа не е за навек, ете као ете ако е Wall of Fame или не знам си што, тие се за прецртување, брат. Значи организираш ти еднаш годишно или 2-3 пати годишно да земеш да ги прекречиш и пак да ги викнеш истата екипа и да се исцрта и да направат некоја си друга слика, па баш е кул и така да има константно да се менја тоа. Да, тоа ако гледаш така да, ама сега на убав оваков и да се потпишеш со сосема ако црне цел ти со бела боја да се потпишеш. Тоа е тоа, бе, брат, до Не знам, Пише од драшни Јоко до Педер да пишеш и сега ајде. На шо личи тоа? Не знам некако. Или заокружи број 5. Ето, Абе, Браво, Се дечко, Дешавале супер. такви ствари, бе, ете, дојдат избори, ќеишкртаат све, после ќе идеш ќе си поправиш ако сакаш да ти стои, ако не, Тако е. одново. Мисли имаш најубави графи, брат. Све е убав, све е окей, доаѓа се окружи број 5. Тоа е да се утева треба во тој момент. Среќа па се поправа така да. Па види, например, у музеј се менјаваат работите, ништо не Па остава. тие гледаш ете која беше сега се лепа со лепаци кетчап историја, што е таа, бе, брат. Мислам некој што пред 200 години нешто создал и Еј, Тоа е- чути, тоа, Во знак тоа на па, протест. Тоа па, Да. тоа да ги да не кажам што се овде вака да не се изразам, ама убав ќуќутек лежи ти. Тебе тоа е добар мувет, например, во знак на протест, не знам, загаден воздух, нема бензин едно друго, идеш у музеј и протестираш. Зошто? Кој е А сентименталната не брат, и они си има сум читал, демек тие работи не вределе толку колку не знам ти таму што. Не знам брат, така имам нешто како Абе, слушнато. многу навлагаме у тоа што не е битно, ме разбираш? Да, Да. да. Битното е дека да, некој да. нешто во своето време создал, тој го напуштил овој свет, оваа платформа, ама оставил нешто што останало позади Да. него. И сега, ако не ти се допаѓа тоа, брате, не влагај таму, бе, ме разбираш? Немаш. Не влагај таму, зашо па ти да му го уништиш тоа што останало како културно наследство? Ама пак е тоа до свесноста и сега дали тоа требало или не требало да вреди толку, ако ме прашаш мене, брат, не знам, ја на колеги мои не сум им наплатил за тетоважа. Не знам, ќе нацрташ нешто, ќе му поклониш на некој слика. Ама на некој рандом, ја брат од тоа живеам, ја морам да му Мораш наплатам, да свеќаш. нормално. Цените се тие, немам сега ништо против, секој мора некако од нешто да преживее. И сега Точно. ние точно, не правиме скроз. муавет за сега ете се врзале за Мона Лиза или за не знам си кој дела тамо, као зашто го уништиш тоа што толку време некој, него општо сме го прифатиле као човештво дека ете тоа има некаква си вредност. Тоа со години, генерации, Да, абе генерации не, ама назад. лудо е, ме разбираш, лудо е. Од друга па страна ако гледаш ете оние на Тибет што ги прават мандалине со различни бои на песокчиња, после кога ќе ја направат таква шарена целата слика, пушта кофа вода и истора и као кажува дека совршенството никогаш не останува тоа што е добро или убаво не останува совршено, као let it flow, ме разбираш, као нек се смени, ме разбираш. Нив им е битен процесот на пример на создавање. И сега и едното и другото држи вода. Така да. Да, и на крај ќе се продаде. Ама треба да најдеш некој баланс и у тоа, па негдека in between. Е вајда. Ја Не, многу се тоа сложувам што е. со ово и стварно многу работи така ги правам, едноставно уживам у процесот. Гандами, денеска се откажав од тоа, небитно. Ама уживав у процесот и после сватив дека ми е доседно да го ставам да го гледам и сум као fuck it.
процесот е убав, после let it flow. Не знам што сакам да кажам се, ама нема везе, да сме здрави и живи. Let it flow, bro. Си работел на стрипови, нешто имаш чепкано и со стрипови, така? Не стрипови, некои илустрации, стрипови конкретно, не сум работел стрип. Цртежи нешто претежно. Стрип сакам да читам, ете, тоа што зборевме, не знам. Дилан Дог, Мартин Мистери, не Од знам. Од Тие, старите. По-старите, Талични Том, нешто така. Да, ама тие има и добри ствари, тоа Има. многу добри. Има, да бе, и Астерикс Ја и не Обеликс. можам тие да ги дека се црно-бели неоко. Не, Абе има брат, некој убавина, мене па ми е навикнато, Може ама и да е. приказките се многу добри. Мислам конкретно постарие, сега се смени таму, ете инспектор Блок е у пензија, сега има некој црнец, па не знам, има некоја забулена, пошто све тоа се дешава у Лондон. Одеднаш Дилан Дог збори и на мобилен, што предходно немаше телефон. И така се, некако малце се смени таа приказка, ама па ми е интересно, не знам, уште некад чат пат земам, сега имаше Дилан Дог со Бетмен, ете тоа што ти спомнав. И стварно цртежот е лудило, колоре све и многу добро изгледа. Треба да го земам тоа, Да. ама го сакам на англиски. Го имаш на англиски. Не знам бункер дали го има, ама го имаш преведено. на Да, англиски. ово е од Бункер, мислам на Весели Бункер. четврток дека е издадено. на српски го има, Да. го најавува дека ќе го донесат. Ама и на српски па и цртеш си е цртеш, така да. Да, бе, да. Сега како твојот фамилиниов она како си како твојот фамилиен? Ој најдоле што ти е. Ле премехоли, не можам да го прочитам човеков, Да, ама зирнам жити се. онај хиперреализам. Таков е стилот на Да, мене тоа Дилан ми се, Бетман. ми се свиѓа многу. Аха, да, добро, тој уствари ми го стил. покажи Има, кој што имам и сега. други стрипови од него. Не знам, ова за мене Да, е преако, мислам, добро работи. со фасцинантно, боje, со све. човече. Абе има добри стрип ствари, ете и она Причер, овие на Мобил се сите добри. Не, има добри работи, мислам, вака. Треба да сакаш вакви работи, да отидеш и да си кажеш, еј, чекај. Ја ги најдов по грешка у Грчка на Комикон. Така? Си Така. земав од првени два као други ги и фрлив. као не ги држам у рака, не ги платев и гледам што има и го гледам Бетменов и викам добар е, го оста мене и гледам и Џокер. Викам и Џокер го земам. Камези бита. Па не знам што да е. Гледам дека од истиот цртач, викам дај ги ваму и двата. И уште ги немам прочитано. Да, така па ти викам, и ова многу ми се свиѓа, пошто ете, не знам, Џокерот иде кај Ксабарас, кај, ствари, Да. The Evil Guy од Дилан Да. Дог, па нешто се спајаат, причата така почине Има, и стварно е многу Бетмен добро. има И Black Sad, не знам дали си го читал исто. колаборација со Нинџа Жилки. Има Преако, е има- тоа не сум видел, Има не, и не знам. цртен, и има и цртан и на Закон. почетокот ја мислев, као глупости нешто сега ќе прават овде без везе. И го пуштив со Сидми да го гледам и сватив дека сори добар е цртанот као има, викам и браво им текнал нешто од Бетмен се тепа со Шредер. Да. Па ти рачунај тоа е Со секач. Крај. па Џокер зима од течноста што се направени као желките, нели се од мутанти од течност да. и си шприца од течноста и станува некој вид на животно. Да, бе, некој мутант, сигурно. Да, бе, И јаки причи, Многу бе. интересно. Кога ќе видиш све тоа може да се испоспои вака и е доста Па- кул да се експериментира така и добри соработки искачат, знаеш, ете тоа го давам као за пример, ете у целово ова додека сум цртал, ете со мачка ми било не сме седнувале нешто конкретно да кажеме за ова ваква скица. Седиш на зид, ја бе, ја овде као ова ќе нацртам, добра, покри го ова, нацртај тука, не знам што. На лице Дали место од сме прв ги правеле. со креда си црташ од Па, прилика како би не бе брат, изгледало? исто со спреј можеш да го поставиш све тоа или да ставиш со четка или не знам ако е внатрешен зид можеш и со молив да поставиш така да врз тоа ти после како и да ти фаќа боја. Па, Небитно што како е што у викаш. принцип ти викам ете секад сум сакал да експериментирам, не ми е само да кажем само спреј. Сум сакал ете има оние акрилни маркери на пумпа систем брат со тоа да црташ. И тие ги Така да гледам има на доста интернет. кул ствари, ме Многу разбираш си. како. Да, ги пумпаш онака Да, за да тоа ти исто за место да земаш пушти. со четка да
брцни, повлечи линија, ова само притискаш, прима во Ќе, самата тоа е четка. за надзид За надзите. или можеш и на хартија? Мораат и на хартија и било како. Па не се гребе тоа ја претпоставуваме некој вид на... Да, ама тие се менјаат, тоа се нибови четки кои што се менјаат. Разбираш, има као округли со чизел четка, имаш четвртасти, различни фломастери, сега ти тоа е потрошен материјал, ме разбираш, како да ти кажам, Као сега, капачето што е на ваков зид ова е релативно мазно, ме разбираш, ти тука е со еден фломастер, пепел го преш зидов, како да ти кажам. Да ги извадиме овие сам. Да. Само може да ги извадиме сите овие. Ето, да, не бе овде, вака ќе си го Ево издизајнираме грло, кафеа, Ќе го направиме, не бе, ќе му ставиме нешто у тоа. Пишеме нешто дебели гикови. Оган, брат, ќе го нацртаме тоа. Знаеш дека е добро да го гледам сега за оган? Оган, да не изгори. Крај. Кажи ми, немаш никакви академии завршено Нема, за не, стил? не, такво нешто никад не знам, имам, ви кажав, на Шумарски факултет, после го пребација као дизајн за мебел и интериер, Внатрешен дизајн, да, внатрешен дизајн, тоа студирав, иначе не знам, секад сум сакал, мене ми било ове предизвик, јас сум цртал за свој личен кејф, не сум барал, затоа ти викам некако по картунише цртажот, поише ми се свиѓа тие костикери што се века Рик енд Морти, Суперменов ваков некој чакнат да го направиш. Некој поедноставен илустративен цртеж, не е нешто. Те прашав, пошто, колку мислиш дека, например, школување и учење на сите работи може да те донесе да си подобар цртач, артист или како ти Тоа е доаѓа? непобитен факт, дека сите тие што учеле академија, јас затоа викам се уметници. Јас самиот за себе можам да кажам дека сум цртач. Уметник е веќе нешто као по, како да го кажам сега, Уметник. некој што потрошил некој си поголемо време и некој имал ментор, имал професор кој што го учел за некоја си определена доктрина. Ја можам да кажам дека сум само укете околу цртачките работи и дека, брат, до ден денеска учиш ти, не знам, порано све се црташе на рака, па ќе го сликнеш дали со апарат, па ќе го пребациш на компјутер, па на Photoshop ќе му додаеш боја, не знам си што, после искочи таблетот оние што се без монитор, сега има iPad-и, чуда, не знам си што, така да, брат, иде све напред. И цело време ако ти учиш и се восовршуваш на некој нов начин, пак се тоа некои си техники. Така да, знаеш, ете ти што праша, ете не сум го учел тоа, ама гледам на пример луѓе кои што мислам не побитна е на пример прво природната дарба. Ете ќе ги давам за пример Марко Тасевски, Блаже Атанасков, тоа се дечки кои што брат газат, не мислам вака гледаш слика, работи црта како принтерес, ваќаш. Нема утка кај него ништо. И има дечки ете као мачка кој што има некој поилустративен цртеж, пострипски, некако со погротесни линии, некако да изгледа. Знаеш, све тоа можам да го кажам као ете стилски израз. Секој има некако кога ќе видиш цртеж од некој, знаеш да кажеш дали е на Балдо, дали е на Миро, дали е на овој, по тоа што ти знаеш он што работи и што црта. Не, по стилот. Сите ние можеме да се прилагодиме на ствари. Сега не знам, ете ја сум слушал металски бендови, она, окей, некад сакам да нацртам некоја по-дарк тематика или не знам си што, ама ете у глобала ако земеме имам некое мото дека треба да бидат по, не да кажам по-кют, него по-прифатливи за луѓево од аспект на тоа, брат, сите имаме доволно проблеми, на сите ни е тешко и мрачно, дај нешто да направиме, ете некако да биде поубаво и пошарено обкружувањето. Доста е сивилово и у Скопје и општо околу сите работи кои што ни се дешаваат. Ако ништо друго, тоа ми е мене, ете моје мото. Има така дарк тематика, ама пак да е приближно за очи да ти е кога ти е тешко па да ти е убаво, да направи маичкава многу добар дизајн. Ова им ја имам правено на Primitive Dread, се наш македонски бенд се. Да. Хардкорцијата од Охрид, истата екипа што се у Hardface, така да не знам. Исто за Hardface па има цртано Picans и сега неговите цртежи ти кога ќе ги видиш тоа има милион детали внатре, например цртежот му е до совршенство донесен и сега знаеш како кога ќе видиш и сега и да има во таа некоја си помрачна тематика, костури нешто она или такви ствари, па е кул брат, разбираш, пак е некаков си израз и нешто сакал да представи со тоа. Така да кул е све. Од цртање графити, малку се преминуваш на тату, на
тетоважи. Да. За што се од- решаваш? Како Од зид што дојдеш? ќути на човек што Да. Тоа е добра реченица. Зид со кјути човек што вреска. Е па Да, така, бе. да. Кога дознаваш А. на пример за тату, кога те од што те влече? Брат, тоа види од сам старт ете присутно било. Не сум, мислам, многу покасно се уклучувам во таа приказка, имало и пред мене и све. Са моментот кога Блажи и Ирина почнаа нешто да поинтензивно да се бават со тетовирање, отворија студија и кажа демеке и ни треба човек нешто за работа за ова зона. Па ево окей, дај да се уклучам да видам што е како. И така почна тоа некако како прича. И интересно е од аспект на тоа дека е начин на цртање, му оставаш на некој си траен белек и црташ. Ми се свиѓа тоа што например се менуваат некои си досегашни трендови као што треба да е тетоважа. Тетоважата треба индивидуално на тебе нешто да ти се свиѓа. Дали само цртежот, дали не знам, да ми раскажеш приказка некоја сакам семејството, па не знам да ти нацртам кастом цртеж или не знам, да имаш нешто што е уникатно Така. чисто за себе или не знам да се пронајдеме у некоја си тематика која што мене ми е интересна што ја работам. Има и други луѓе што цртаат едноставно некој друг стил на поразличен начин, некој тетовира реалистично, некој црта лайнворк, некој црта дотворк, не знам, имаме еден куп техники на работење, така да кој во што ќе се пронајде и се интересно е дека од човек до човек и различни клиенти брат има све и свашта и сум имал доста позитивни искуства вака ако се навратам наназад доста кул клиенти сум имал така да не мислам добро е што порано ете дурбевме као тој Nameless колектив тamo повеќе луѓе ќе го процениш овој ти бара ова тоа но знаеш кој од прилика треба да го насочиш и така некако па се градиш ете учиш и од нив гледаш кој како работи убаво е фино е како процес не знам сега сум моментално сам едно време ете и Миро сега они Студиото тераат кај нивно ти е? па сега моментално сум у Карпаш 4 најблиску ми е до дома земав дуќанче под Кирија доле да така Со некако такси. да идам, сум бе. не треба ставам една циф како Fireman Sam да се сими па, од најмалку. први до приземја така да Не бе, ама знаеш и две деца имам више и некако Да, сакам и бе. дома да сум и све и знаеш сега нормално. да си присутен и у нивниот живот а и ете пак тоа што ти е бизнис и работа да не Приметуваш кај дечка, кај деца дека некој го има твојот хват да кажам на едното е цртање? многу мала, а големава сака да црта и не знам, мислам не ја терам ништо, ама црта самата, така да. Супер е тоа. Мислам, тоа сме збореле ете до студиово ми е и ателието со мачка по пола и сад они се тука константно присутни. Дали сме цртале некое платно 2 на 2, они ќе дојат тука нив им е тоа лудило, ќе видат 500 спрееви тука надвор извадени во онакви гајби што се ме Се разбираш? имали ли деснатата што Не, ама на Милана мачка си има испофарбено во фустанот, не знам, нешто и дававме на некој ѕид нешто од црта и го свртала капачето од дизната на опачки, фарбање целата, ама тоа е тоа сега. Па добро, не, Има чим шарен не, фустан. да, да. Добро е. Ама мислам нема везе, све е тоа кул сега. Се дешаваат и Нормално, такви ствари. нормално. И окей, не знам. Која ти е најдрагата тоа што имаш направено? И на кого направено? Не знам, не можам да ги подвалам. Најкул, ќе те бро. Ајде, Најкул е. Што кажат, Пример, знам, другар му има цртано на другар друг што не се знаат меѓу себе, ја ги знам и двајцата. На нога му ги нацрта Рики и Морти, вика. Аха. Но до сега ми е бе. најкул као те тоа. Да бе, јасно, тоа му било, не знам, не можам да ги подалам. Можам да кажам, ти викам, ете, има некои ствари, некој ќе ти дојде со, ова сакам од интернет и тоа го црташ. Најкул ми е кога ќе ти дадат некоја си, па како да кажам, некоја слобода, као, оваа е тематиката, па ти смислиш како да изгледа. Значи, поготово ако ти каже нешто на црта ми у твој стил, тоа ми е најболе. Мислам, сум имал ете такви, ќе ти каже, уклопи ми во куќето или не знам, сакам да имам елен, да имам ова, да имам она и сега ти како компоненти ги спајаш вака како цртеш и да искочи интересно и добро. Во принцип секој цртеш и секој предизвик понатака нов ми е добар, интересен. Не можам да кажам ова ми е
најдобро. Не знам, ете сега периодов па ми се ми се оние со македонски патерни мотиви, некој ете нашава тематика. Имавме некоја Везови се. да, имавме некоја дискусија као конкретно ако збориме за тетовирањево, зашо на пример како е стигнато до јапонскиот стил на тетовирање. И сега они имаат некоја си прича и таму и околу кој фишот како таа движи, на пример после од рипката расте змеј, змејот што како функционира. Позади тоа секој е самурајот, па борбата со демонот, значи тоа се некои битки кои што они ги представуваат. Тоа е некоја нивна тематика и митологија. Ние нашите верувања овдека, конкретно, на пример, ете ако земеме од старословенска митологија, ние не сме ги разработиле, бе, брат. Тоа ме чуди и Ние ги мене. немаме разработено цртежите. Ако земеме Не за цртежите. Општо словенска многу малце знаеме Ама за нема, за еве словенска кажем, еве ја митологија. ме интересираат тие работи, ете сум читал и за нордиска, сум ги истражувал тие ствари. Ако гледаме за словенска митологија, има некои работи што се од професорот Никос Чаушидис, ете он има некои PDF-ки што можеш да ги најдеш на нет, книга, не сум дошол во физички вака да видам, не сум видел книга од него, ме разбираш. А има издадено работи кои што се околу македонските верувања. Зашто, како, што, кои се символиките на цртежите, кои се верувањата, ете имаме култ према големата мајка. Тоа е брат колку таму 5000 години постојат Наша тие, ера, да. така, како тоа е лудо, човеч. И има ете нацртано е, ствари нацртано. Скулптурата е куќа и врз тоа е жена, значи култот према жената, према некакво си обожување. By the way, стигаме до, на пример, ете да речеме христијанскиот период. Зашто, брат, сега ти црташ, на пример, Богородица или она praying hands вакви, кои што се од некој си... Не дека кажувам дека тоа е погрешно, секој си одбира што ќе стаи, ама зашо го црташ Архангел Михаел, бе, брат, нешто што е поцртеш на Микеланджело. Да, супер е, куле. Брат, овдека сме поминале низ православиево преку тој византиски стил на цртање, каде што иконата се знае како изгледа Христос, по некој канон е нацртана, како треба да изгледа. Зашо тоа ние не си го вреднуваме и не кажем да, па ова е многу по-кул. Повеќе ги користат тие ствари. Русија, на пример, ете призен татус, не знам што ќе се испошара цел, ќе се направи ко олтар, што се вика. Ние овдека некако по некој западњачки филм фаќаме. Не кажем дека тоа е погрешно, него многу малце дека посветуваме внимание на тоа што ние имаме и дека овдека културната ризница е многу подлабока од тоа што ние сме свесни. Конкретно ете не знам уште го зборам, имаше едно ликче што дојде од Полска по потекло, живее во Франција, има запишано македонистика, има дојдено тука над 10-15 пати и сега он фасциниран од тоа ми објаснува вака така и сега кога треба да го тетовираш му склапаш некој црташ такви ствари, ете нацртај ми го Велес, нацртај ми нешто, не знам, ете тие патерни што и на него не му се страни тие. Во Полска тие се шарите што ги имаат на народните носии. Не знам, они имаат горе-доле некоја си слична, јас да тамо се католици, не се православни, ама пак се тие ствари некои. И ете, ми вика, мене ми е фасцинантно, например, приказката за Кирил и Методи, што како вика дека напишале ново писмо. И тоа, значи, има глаголица на ногата, има кирилица и некоја си таква прича. Ете сега конкретно пред скоро тетовирав професор од правен факултет. Што ќе тетовираш Кирил и Методи, викам логото од фирма, и се смее. Така, да, тоа е тоа. Да. Ама јако е ме, разбираш, тоа ми е као не мора да се врземе за таква приказка, бе, брат, дома, миленцето од баба ти, дај ќе го земеме, ќе го направиме некако и сте Тоа е, довесимо бе, тоа. сега Што има да ставаш? Dreamcatcher. Dreamcatcher, па тоа е тоа. Кога правев муабет со тату артист еден друг, многу беше као, абе ми доаѓа вика еден и ми вика да му нацртам овде као рок, што има глумецов што е рок. Тие се Маори, ствари, да. оне не знам од кај племе некој од Хејти или од Тоа е кај од се. негде. Да бе, маори И стил. тоа е уствари, тоа е име на нив. Tribal tattoo, затоа Така, е да. tribal. Да, па наш tribal е, брат, да си нацрташ нешто што е од тука од ова поднебе. Не. Не знам, ја имам тука черга. Така да, тоа сега секој Кој што се и черга?
Ете, не знам, билборди, што да знаеш, нацртам бе брат, татко ми теписи продавал и рачно ткаени и везени Зашо, тоа е супер. теписи имам брат овдека черга што ни стоела дома над касната кај што ни стоеше фиксниот телефон, разбираш, и таа шара ми останата. У глава реков тоа ќе си го истетуирам. Зашто Тоа е тогава тоа. да не си статуираш милиенце, ова. Па да бе. И има сега да си нарачаш од Али Експрес маус падови, ама као Имам дома. као, Требаше да као донесам. теписоне онака баш. Крај. И со шарите и со накви Да, од страна баш као теписонче. Дома ми е требаше да го донесам. Вака пред да продолжиме со муабет, да најавиме еден гивави што ќе оправиме ние по повод државното првенство во Катан 16.2. 12 часот мислам дека Фајн. пошто не сум за часот не сум сигурен во лабораториум државно првенство во Катан уште малце места се останати, така да дечки тој што сака да игра слободно нека се пријави. Победникот оди на светско во Штутгарт, платен смештај, пат и право за учество. Така јас се пријавив, жена ми ја пријавив, така да пријавете, организиран од Гоблин, тоа заборавивме да го кажеме. Кажи дека сме медиумски покровители. Ете, Марион, Кажи кажа ти дека по... добро, Поубаво ти го. медиумски покровители сме ние. Така да ништо, дечки, се гледаме таму, Катан ќе ја даваме. Уште не giveaway од више на Инстаграм. Пуштене? Да, на Инстаграм ја претпоставам иста шема со коментари. Го излекува гивави Катан на македонски е играта, така да. Ќе го даваме следна емисија. Ќе го даваш ти. Зашо? Ја ќе го давам. Ништо, дечки, коментирајте, шерувајте, правите што ќе правите и ќе видиме кој ќе го добие. Пошто спомна на кој ликови имаш татуирано, кој е онака најзначаен кој што го имаш и шарано? Звучно има некој. Или на тебе кој? Не знам бе. Не ги гледам ја така луѓе. Не, пошто кажа нели Не сум ги тетовирал овие, не знам оде страдава или не знам што, ама не можам да кажам некој. Ништо спешал, обични луѓе. Не сум го тетовирал Перо Бред Антич. Пит, нити Перо Антич, да. Така да. Ај, малце кој ти е најкул место што си цртал графит, што ти било како од мал си го гледал, си гледал еден ден, сакам да нацртам. Па има доста, братете, не знам, што знам. Принцип сега периодов така тука околу Карпаш ми е близина на домава некако за цртање, ама не знам, ете сум цртал и надвор од Македонија, не знам, у Братислава, по балканскиве градови, Белград, не знам која беше сега пролетоска бевме у Белград и цртавме со доста добра екипа таму, што се мислам стари пријатели и другари. Го цртавме Бранков мост од горе до доле, цел, да. Така да, е добра дружба. Познатиот Бранков мост. Да, прајање пепел. Ако да што? Ама добро, е, мислам таму му има дале лик? доста. Па брат, тоа е класичен онака бомбинг, некој троапи се несе. Мислам букви едноставни нема, све е силвер црно, така да ништо спешал, ама чисто идеш само just for the fun, ме разбираш. Големи графити така као од прилика по 5-6 метра еден графит, може и по поише, така да. Охо, Да, беше у една страшно. вечер секој да го заврши, да. Тоа е тоа. Ти го црташе и графит, не графит, као се вика тие има име за Џамбазов. Да, е па тоа исто со Како? Бурал. брат, мурал е некако, мурал е за нешто што е поголемо и као зидна слика. Ова е пак по нарачка, не знам како да кажам, на општина Центар, ете Игор Џамбазов имаше самиот желба тоа да биде. Он вика, не ќам да го нацртате, татко ми вика да изгледа така како од некролози, него вика, имам илустрација од карикатура, вика, татко ми до последно пред да умре, вика, Вицо ви кажуваше, вика, саат време пред да умре, збореше, вика,
циркузи живи, вака, така, онака. И вика, сакам да го памтам, ете, така мене ми остана. Вика, као карикатура, вика некоја. И не сакам да има никој као, сега, ќе поминеме, овој умре, да, ете му нацрта. Него да биде така повесело нешто. Тематиката ја врзавме да биде и со Златно Славече, па дојдоа тие некои што веќе се возрастни луѓе, кои што биле во, не знам како да кажам, во меѓу првите, кои што Да, имаше учествувале на стари Златно. славечиња што биле. Да. И интересно, ја дури не ни очекував дека ќе има толкав одзив. Ние мислевме како ќе нацртаме нешто и толку. Се јави Игор Џамбазов и јабе ќе ми биде, вика, мене чест да дојдете утре, вика, ете ќе има отварање. Си викам, какво отварање, човече, као зидот не е ни нешто кој знае колку голема, ама не знам, вајда Им самото значи, тоа што Александар значи. Џамбазов создал толку низ животот и као ете на еден начин да го испочитуваат неговото дело, ете се создаде тој цртеж, брат, ја стварно не очекував дека ќе дадат таму премиер, не знам, сеча Да, лента, да, си значи, викам, а И тоа ти е си too weird, и man. што Да, направивме? ние знаеш викаме ете ако е Игор тука ете за да му даеме демека е некаков си тач да остане и он. Направивме на шаблон логото од Златно Славеч и буквите и му викаме ќе го прснеш ова. Брат, собирање вака народ, дури мене ми беше непријатно, мислам не сум некој некомуникативен или не знам што, виждам Да, сек да. дека правам муавет и све, ама некако ми беше too weird све, ама нема веза, се дешаваат и такви ствари. Валјда тоа беше поголемо целото тоа збиднување од него нешто што ние реално направивме, не би го кажал као пакет зидот не е поголем од ова, ме Не, разбираш, не и е толку. малечко е, на дофатна рака е, некако. Ама ете, му мислам дека значило имаше изгледа голем на- одзив и луѓе вајда ете и самиот Игор како Игор е појава и не знам, мислам прича сам за себе. Ете татко му исто создал многу работи и мислам дека се крена многу голема фама и од тоа што ете не знам рековме да не би да еде сега за ден тако го умрел, него дај да Да, го нацртаме за да има отварање роденденот кога ќе му биде. И целиот момент беше дека може 3 месеца претходно беше тоа Не се нацртано. лажам, мислам дека денес или вчера му е роенден. И па тоа е тоа, ете може да. Нешто така имаше, мислам исто на стори, нешто на Инстаграм стајано. До пред Вчера. ден-два, нешто. Друго, мурал си правил на некој друго место? Дали Да, ете, графитот спомнавме. е мурал некако? Па, знаеш како, сите Или тие што работи е се као спајаат едно со Дефиниција друго. за мурал, ајде, не знам како да го објаснам тоа. Муралот е зидна слика. Не знам, ако гледаш така, фреските би спаднале во мурал, ама тие имаат намена за религиски објект, црква. Ова е, брат, нешто да се нацрта, кое што треба да има или некоја си силна порака или некаква си символика, или, не знам, ние многу некако го прешалтавме тоа, као сега имавме некоја си таква исто тема за разговор, као па не е сега поентава да ја ги нацртаме сите што умреле. Сваќаш, сите Да. некако така го сватија тоа. Умре овој, дај сега ќе му нацртаме графит. Од Или ќе му некој нацртаме познат мурал. Као мурал, брат, треба да има, ете, као дечкиве што нацрта, нема некоја си посебна тема. Има некој тигар, нели, вама на ова, на Да. е, Природно на научен. природно научен. И костурот внатре, нешто така, Самиот да. цртеж по себе, значи, треба да збори. Сега, ако гледаме така, и мурали, и графити, и све тоа што спаѓа во стрит арт, све спаѓа во стрит арт. Да. Стрит арт, па ако го поделиш, ете, спаѓаат стикери, with paste, шаблони, не знам, има некои што лепат плочки, човече, не знам, оној Space Invader прави онакви кој од игрица на што се као мозаик, ме разбираш. Значи никој не ти става тебе лимит што како да биде, све тоа спаѓа под некаков си стрит арт. Сега, во стрит арт имаш класични графити, тагови, чуда, тоа е, значи букви. Ама во тоа што ти ќе нацрташ букви, некој до тебе ќе нацрта карактер, тоа што спаѓа во мурали? Не бе, брат. Све е тоа графити која ќе видиш. И тоа е едно во друго се, не знам како, све ми е мене спојка. Ја не можам да кажам ова ми се свиѓа, ова не ми се свиѓа или ова правам, ова не правам. Све ми е јако. И сега нека ти е окей да искочиш со 2 спреда да идеш да нацрташ глупи букви, некој криво лево право, си поминаш топ. Некад ќе седнеш и ќе се потрудиш 2-3 сата, 4-5, колку треба да нацрташ нешто друго подобро. Не знам, ете, што зборевме, бевме у Нимберг, бев
Исто сега тамо околу септември месец во Нови Сад има, например, графити фестивал, Rooftop Jam се вика, као они не викаат стрит арт фестивал, језда 90% од луѓето што цртаат тамо, имаа брат стварно онака солидни цртежи кои што кога ги видиш вака си викаш, what, ова е графит? Не е графит, него тоа е веќе некој друг левел ап што иде на кај повеќе на кај поартистички израз, не црта букви класични, но црта слика некоја. Како сакаш ти класифицирај го тоа. Едноставно има константна трансформација во тоа и треба да го живееш и да ти е јако, знаеш, некако многу поубава енергија идеш и гледаш некој што сите се доедени со една иста тематика, нешто да нацртаат на зидот, ама секој создава различен цртеж. И сега се поделивме, кој сака да ме кој ќе црта букви, мене се едно ми е. Беше исто Хоуп од Белград, ајде матор идемо ми вамо, ајде тамо пивце нешто, црташ, после тоа имаш вечерта, не знам, рапери, чуда, глупости, мислам стварно онака јак ивент. Исто у Германија идеш, црташ голем, огромен зид, се делат, не знам, беше Френки раперов шо, не знам, од тука македонскава екипа, плюс од тамо дечки што се као fucking многу јаки имиња. И имаш една многу добра дружба. Сваќаш и тоа како поделено се црта еден зид тука, па после има ивент на друго место наредниот ден, па се враќаме, па да цртаме. И така некој cool vibe, ме разбираш, ете они. За ова живеам. Па да, бе, ама ете, мене ми се оствариле тие некои си соништа, ако гледаме така. И тоа ете не дека нешто посебно сме се договарале околу тоа како да изгледат зидот. Не, никој, секој доаѓа си ја врши работата затоа што искусни се во тоа што го прават. Не знам што ќе црташ, му викам, абе не знам, ми се свиѓа од нивната архитектура, некој као не знам, ко куќарки со чуда, не знам што. Гледам дека во стариот град у Нимберг има нешто поврзано со Хексен, Мексен, тамо вештерки, некој им нацртав една бабарога, една метла, ме разбираш, нешто таква као куќарка, ама као вештерка. Нешто со маче со чудо, од другава страна црташе Торот, другата Акс, двајца германци, локалци од тамо, така да. Не знам, многу ми беше интересно дека имаше и некои ликови што земале тематика од тука од Скопје, на пример од споменици имаше нацртана некоја од тие, некоја мајка со дете, па имаше еден го нацрта Александар Македонски, лудо скроз брат, ама тоа е тоа, сега кој како ќе си го свати, не. Знаеш, секој си има некој негов филм и као сега они валјда влегле во причата да ме ке избрати мене градови, чекај вака и вака ќе нацртам, знаеш да ти испоштуе тебе го прави тоа, он може да нацрта што сака. Ама кул е. Какво мисли имаш за Бенкси? Брат, тоа ми е, знаеш како Што е тоа? Извинете, ја не знам. Бенкси е познат стрит артист од Лондон, кој што имаше бум тамо 2000, не знам си која година и као доста од неговите дела се продава на по овакво на големи аукции и као достигна доста голема цена. Као почината чуva? Не бе, не, уште Никој не го функционира, знае мислам. кој е. Да, така као анонимус се води, ама мислам дека се поише луѓе и сега целиот момент е дека работи некоја асистенсил техника, значи со шаблони и не имам ништо против тоа, ама имам многу добри и подобри од тоа, само овој што некако фати некој интересен бран и мислам дека чепна некоја си политичка нота тамо што мислам дека ги однесе у некој друг правец ствари и мислам дека им се засвиѓа на луѓето и се уклучи во ист период, искочија добри документарци као Exit Through the Gift Shop и не знам што све не тамо, па имаше некој момент као се деси некој биф со него од аспект на тоа дека некој од постариве лондонски графити цртачи не сум го следел, прв пат дознав преку нет, ете King Robo, некој што цртал тамо и под некој канал овој му покрива некое дело, па нешто тука, вака, така, и сега се крева некоја фама, мада он и претходно беше, ти викам, изложбите му се скроз луди со некои слонови, со чуда, со и тематиките, не знам, дете такво слабо од Африка, влече, например, рикша, нешто, унутра дебели американци јадат бургери, ме разбираш, нешто, некој, има некои интересни ствари, ама има и у моментот не сакам да кажам и не е овакво, он си постигнал кој сум ја да кажам што како е. Добри му се интересни стварите, ама и од момент на момент пушта некои такви интересни фори, као не знам, имаше
на аукција и сега стае на брат, не знам ако е сликала вака и сега тука рамката и сега демек додека е аукцијава кажуваат волку кошта, онолку кошта, ово има стаено внатре paper shredder. Тоа ли Да, е тоа? да, и искача се кине оваквото одма рипа цената, а не знам, има некои такви луди ствари Тоа што ли ги е има. тоа Тоа е со шредер? Да, да. Аје. И не знам друго што има. Девојчето со балон што е. Да, со пуштено, балонот. И наеднаш као демек заврши аукцијата, се кине. Мислам се. Чекај, цела иде у шредер или Не, до пола. беше. Така? До пола, и брат, тоа се ради перформансот, тамо има некој што си вика, ја тоа сакам да го имам. Сакаш? Тоа Бенкси многу се изгради со тоа што имаше многу стрит артови и луѓе доаѓаа, на пример плочки, ги кршеа плочките, ги зима, ги продаваа на eBay. Да бе, толку- бе, мислам затоа има се цртано стигна у многу. Палестина, не знам кај Да. све, не ме разбираш. Има оставено, имаше као му ги ставаа со стакла демек да ги заштитат. Сега стигнал до некое си ниво тамо, сега да неговите дела коштаат. И си вика некој па добро бе, да е ова ќе го откорнам и ќе го шитнам, сваќаш. До тој степен е стигнат да е онака стварни светски извикан уметник и плюс таа нота што на пример на сите им е многу јако дека никој не знае кој е, сваќаш као. Е, па тоа ја мислам дека поише. Да. И тоа им Повише пали, ама пали мислам тоа. дека не може брат тоа еден човек не е сигурно, Не, мора не да може. се испуклучат тамо многу ствари сега. А не чим знам. ако у цел свет ги сликал, цртал така да. Да бе, сега у цел свет, Сигурно. У денешно време брат секдека можеш да отпатуваш, не дека не. Визерот и... Абе да, ама Има тоа што брат викаш. луѓе што И иде тоа на што пример и цел вагон, цел воз го црта сам, сваќаш. Не е тоа ништо паѓање у несвес. Има, не знам, оној рейзор со јажиња се симиња од зграда, црта графит на пример од горе до доле на зградата. Секој со некој си свој предизвици. Има оние од Бразил што се пискадерос, исто се качуваат, се пентраат, цртаат по згради. Нив тоа им е адреналински раш и такви ствари. Секој си има некако како е игра таа игра, ме разбираш? Кој до кој степен нешто некако е отворил игрицата или до кој левел стигнал, ме разбираш? Као Тоа се вика Многу да јако е. дал живот за уметност. Као у театар, штиците што живо значат тука. Не се зградите. Што живо значат. Тоа е, бе, језиво е бе тоа да висам со Не, јажење. брат, ако си врзан, но Абе, остај Абе, ти тоа. све тоа супер вака звучи. Иди надвор сега. Ама на некој тоа му е драйвот, само тоа му е. Не знам, има кру, ако не знам, One Up, One United Power, ме разбираш, идат брат, газат секдека, има цртано у Скопје, не знам, по Балканов, Бразил, Индија, секдека буквално има цртано, ме разбираш, тоа е, мислам дека е берлинско кру или нешто така, кој што функционира на глобално ниво и сега не знам они како тоа, дали се регрутираат тамо луѓе, па некој црта, па некој не, па ама као трае, ме разбираш, као доста години трае и сега не знам, има многу јаки причи кога ќе навлезеш у тој свет, све и свашта има. Не знам, имаше ликче едно од Лос Анџелес Ревок, као графити кинг е од тамо, Mad Society Kings им се вика круто. Значи прејак стил, не знам, со Астрофет, Дизни, све, мислам онака кул графити. Сега црта, не знам дали ви текиња, кога бевме помали код деца, нели имавме онакви едни спирограф, као отворена кружница, као на забена и со помалечки жетони кои со вака кругчиња и да правиш На Со сине спирали. тоа му се Аха. падна сега у смоки ониот кам што се игра. Ете. Као и со пенкало и го Да, вртиш бе, тоа ама и ете, избеа и спирала истото бе цела. сум си го купил, мене ми се интересни тие, ме Многу подсекаат се на тие детство. Дечково, од тоа прави по big scale, например, на овакво, на кое што мести и вградува спреј и го прави истото со спреј. Преако изгледа, сеќаш. Не знам, реди на една штица 7-8 спреја, па им става некој механизам као сите у исто време да праскаат. И со штицата црта. Да. Ау, Абе тоа е има, многу јако. значи Брат, имам, не знам како да ти кажам, Сум гледал као ги има као- луди као фаци, црта. ме разбираш, има и оној кацу еден, вози дронче и на дронот има спреј, со дрон црта, ме разбираш, као има многу јаки ликови и сега, не знам, може би ја на нели по тој некој си алгоритам као што функционира Инстаграм, тоа што следиш, тоа ти Да. скачаат ствари. Ја Така. многу сум се чудел, тип као пример црта со
плава боја, закачено му и црвена боја. Значи као пенкалото му е овде и со овде со уште една со црвена. Он со плавото црта едно, а со црвеното па црта па друго. Тоа не разбирам. Тоа е И нешто. седам овака, гледам, и Тоа не се ми е јасно. реализам. Не, има тие и со нозе и со раце вака што цртат. Не знам брат, дали паднале у асид бурек од деца, не знам што се надесено брат. Нешто мозокот подругачи. Као Обелик што има Па паднато така брат, овако. нешто мора да се има десено. Не разбирам кои се тие скилс. Прво не знам, еве има некои цртати со две раце на Со пример. две раци у исто време. На Ајде тоа полеометричка, пак ќе го да, сватам, не. Ама ова ти Ова со ти викам со една рака Да. црташ две фигури различни. Па ете у исто пак време. покажува дека не сме лимитирани, него има човекот може разноразни способности да развива и тоа ми е као кул ете дека може све и свашта да направиш, така да не знам, ете преку графити имам запознаено доста интересни ликови, луѓе, секој си има некоја си своја лична прича околу тоа зашо, како, што црта, знаеш. Ама не е само тоа што е цртежот каков е или што е по тоа да го цениш човекот, него као внатре длабоко ако црташ поише од 3 или 5 години, брат, не знам како да ти кажам. Значи си истраен во некоја си прича. Значи ти за 4 години да ќе дипломираш некој си факултет. За 10 години ако го правиш, брат, ти си докторирал на тоа. Не знам како да го Толку е, кажам, да. сакаш као чим идеш и продолжуваш да ја работиш таа приказка, нешто има внатре подлабоко што тебе те прави нешто ти е, ја го викам тоа као soul food, нешто духовна храна, ти е, знаеш као може би никој да не ти каже еј ова ми се свиѓа тебе брат да ти биде убав процесот што зборевме, ете процесот да ти биде да ти исполнува тоа што го правиш. Да. Абе еден да ти каже еј ова добро изгледа. Не знам, ете, ко пример ќе го кажам, сега пред Нова година имав некој поситен хируршки зафат, кила нешто оперирав, лежав во болница, се вратив и знаеш, тука си лежиш, не знам, Нова година помина, празници, не си нешто кој знае колку активен, не можеш ни да работиш, ни ништо, не знам што тамо. Ама си имав зацртано порано дека секој 31 као ете испраќам годината, така е, ова ми е задњо за оваа година и идемо дале, ме разбираш. Оваа година немав таа прилика и не знам кога беше за Божи конкретно, си викам ај нешто ќе нацртам, ете таа тематика ми беше. Да си кажам, ете сам ја да кажам, фала ти Господи што останав жив, здрав. Ете имавме некоја потурбулентна година. Ете уште една керка добив све тоа. Ете ти бе фала ти и слава ти Господи, живи и здрави што сме. Толку. И нацртав ете Богородица со Христос бебе. Мене ми беше брат толку јако. Да. Да, го видов баш. Ама баш ете бе го- мали ствари треба да направат срекни, ме разбираш? Да, скроз, Ето, скроз. У населба тука на црта им цртавме на децава школка, истото ние што сме го играле, ме разбираш, со креп траки, земи мрсна боја. Јана децава пред зграда и им објаснав што е школка, не знае како се чекајте. Греота е брат. Чекајте, Знаеш дај, како дојдете да ме научам како ние се. пак како се тука игра. тука живееме, не сме брат у матрицава од телефониве, па сега само Да. тоа да ја свеќаш. Мислам колку и да е глупо, ама не знам, еве, ја на поголемава на Јована, не ја давам брат, сега да, ќе ја давам, еве, она кој ми рече, тато сакам да видам како се црта на таблет, еве ти бурум цртај, свеќаш. Ама па брат, Нема треба што. да имаме и некој си друг начин на како да се социализираат децава. Мислам, ете, ако ништо друго, благодарен сум дека у времето ние кога растевме беше тоа да искочиш надвор. Да, не ама, седевме гледај, толку. Кога растевме ние, па ние сме таа генерација што фати да кажам све. И од искачање и од надвор, пред зграда, и играње жмурка, камај школки и чуда, до први компјутери дома, до прв интернет дома, до сега као све, као што иде. Све сме фатиле ние од тоа. Да бе, ете, Од таа- флипери, чуда, не знам, Па тоа, различни конзоли овие, нели од Nintendo, не знам што од оние. Nintendo Стари до не Nintendo од Тюстендил што ги носе. Па така е што ќе ми текне, ама ова со пиштоле дак значи ја имаш. Крај. Ама нема везе бе, секое време си носи све што е нешто интересно и убаво за унивно време. Ете, некај нас како почна, прво почна со социјални мрежи, нели
MySpace, High Да. Five, не знам Кај си шо фај, све, да, не. да. И са- Мирс беше право, извини. Да. Прва социјална мрежа Ама беше ете, Мирс. не знам, имало. Ама и тогаш ете нели си идеше у играчници кој ќе игра кантар, не знам си што. Ја не ми беше нешто толку до геймање, сум играл, брат, нешто под дома тие Quake, Unreal, не знам, StarCraft, Warcraft, некои такви, ама тие се, не знам, некако не сум бил као, сега ќе идеме, ќе се пукаме кантар 10 на 10, не сум го правил тоа, свеќаш некои други Ти ствари си ми бил да. соло играч. Абе, не само за соло, него поинтересно ми беше брат надвор, или ќе отидеш на свирка, Не, па нормално, седнеш, да. пивнеш пивце, да се подружиш, не знам, тоа ми било јако, мене и до ден денес ми е интересно, ете не знам, едва чекам да дојде мај месец на втори у МКЦ ќе свираат оние 1000 Mods. Еднаш беа у Скопје, пак ќе ги гледам, разбираш? Тоа ми е интересно, тоа ми е јако, да отидеш на добра свирка. Шо знам, Абе, на сите тоа секој ми е си јако. има свој драйв, што Да, е јак. да. Мислам, без разлика, ете, дали е на металци, на панкери, на све идам, не знам, и рапери ги поштам, идам, слушам, ме, разбираш? Тоа па, Да, ето од аспект на тоа дека некако некоја си социјална тематика ти чепка и ти носи во истото поднебје сме живеели, Да. ги пее приказките кои што малтене горе доле сите сме ги преживеале, свеќаш, дали Ама страйк, па дали и за даголци. и графитите се Да бе, тие се ставаат еден- во некој хип-хоп да, културата, да, така да не можеш и да избегаш и од тоа, да кажам. да бе, некако се надопунуваат. Си имаме топ музика, небитно жанр дали. Не, ја Браво. тоа сум Македонија, го брат, да. приметил у последни години наназад. Многу повеќе слушам македонска музика него странска. Одлично, бе, имаме топ бендови. Јас Мислам, сум ете, 99% македонска. Не, сега Исто, скоро, бе. сега ја странски, освен на радио, Ми го зема зборот. на Spotify ако пуштам, македонски бенд, еве и сега и за тоа земавме карти 21 век, 21 февруари Во во Котур. Котур. Yes, камбекот. Значи топ. Чичко Василија. Најак. Стварно, не знам, мене ми се легендарни, општо не само од 21 век, него и сите тие нивни од ФПО до Бернес до све, За Тоа е 21 век музиката колку е што е јако што јака. мисли дека се млади дечки. нема проблем. И Па добро, Васко е ко Петар Пан, брат, не старе. Абе, ги слушам аха и гласовите млади и ми искача документарец на види вака ли го, не знам кој го правеше документарецот. Ги гледам онака старчиња Да, и го да. ја, пошто знаеш музиката помладечка онака. Да бе, Тоа е Васе, Дени и Раде. Да. Ја мене многу ме зачуди да кажам не ме зачуди го поддржав тоа на МРТ1 имаше кратки документарци за музика, за стрип, за и од таму слушнав дека се бавел со стрип некако не знам Имаше стрип. сега бе Не сум цртал стрип да нацртам, лани имам да кажем нацртано. од 24-та. Детска сликовница, например. Не стрип као конкретно стрип. Дека не. Може Може нешто имаше као стрип артист. Не, Викам, не, драж. да не пише стрит артист нешто. Моето е Може и ја да сум Не, го про не, лошо мислам, види, сум прво прочитал. да седнеш да нацрташ стрип е као serious shit, вака. Да бе како Е, не. реално. Како не треба се. И мислам дека уште немам толку време. Треба за да имаш и седнам имам- сценарио у глава Да, и да, кој да, што да да. каже, како да каже, зашо да каже. Потег од раката вака горе доле. Сакам Не. стрипови, ама не сум се осудил таква нешто да направам. Па добро, пробај. Мало. Може понатака. Е добро ти текна, баш ќе пробам. Да, не знам сега кога го видов в дека го имаше од Дамјан, така она? Да, да, Луси, Луси, еве, да, да. А ова е од наш исто еден. Може? Да го Чекај. видиш сега работи на вториот стрип. Да, немам Стефан? појма како се викаше стрипот. Не ми текну и мене као Ама добра тематика, скопска тематика ќе биде. Да. Ова Добар ми се свиеше му викам човек праќа ова по Марвел, по DC, по некој так, по Да бе, некој добар интересен да, цртеж. Стилот му е многу Да, бе, види. Амерички. западњачки, ајде Да. да кажем. Браво, профи, не сум знал. Нашиот светски. Да. Браво. Е, па ете бе, тоа, ова, например, ми се свиѓа, ете,
ќе научиш, ќе чуеш за некој нешто ново што направил. Па ради тоа ние го направивме и подкастот. Ти дечки што цртаат стрипови, што се занимаваат со таква некоја поп култура, да кажам да имат каде да го испромовираат тоа, да кажат дечки, имам стрип, еве го. Ајде да го испромовираме као. Да бе, нешто да се отворат некои дискусии околу Да. нешто што е поразлично. Ќе привршуваме? Хајде. Добре. Колку те па Саат и ти 35 така. нешто. Добре, бе, доволно е, пошто Само ќе уште си една кажат прашање. некој дај бе, уште ли Уште ли збори. зборат овие? Ако би може да одвоиш тату или графити? Брат, двете ги Двете, правам бе, како и окей. да е. Мислам, не можам. Ете, денеска тоа имавме нешто, некои илустрации правевме за на маички. Сега не работам вектор, ја ги цртам на Procreate, рецимо. И сега Да. околу некои технички ствари некој ќе побараш да ти помогне. Ако ли не знам конкретно за графити, брат, ако би ги поделил би можел сезонски да кажам, дека летно време многу повеќе би сакал надвор да сум и да цртам графити, а зимно време брат 606. 6 Аха. месеци. Да, Да, да. 6 Ама месеци. така е, брат. Мислам, скрос е така. Е зимно време, сите сме горе-доле испозатворени под дома. Не е сега 500 степена, па ти сега тазете то важа, па да ја направиш прженици, што се вика, туку можеш поише да се посветиш да ја сочуваш малце подобро да иде. Ја, која ја Стефа, кажа, февруари е најдобар месец за тетовирање. Па, абе не февруари, општо, залади таму од октомври месец, брат, до март месец, после Да, тоа, ма, не, почнеш ти на кратки дискачеш, мислам, Февруари, не е дека нешто ќе ти се таман деси ќе лошо, ама ќе си се заздравите важата, ќе си биде, да кажам, Може се свежа, и си доаѓа време, и да можеш да извадиш и на сонце и све, и баш си доаѓа време. јули, август, ферски е да се скокнат, мислам. Да. Не мора да се цедим. Да, Мислам, да. постои клима, све такви ствари, ама брат, мислам, Не, Ке нацрташ, ама- кој да е. не, Тоа што ја црта- од лично искуство, не знам, ми црташе тука еден пријател од Босна, една верверичка од она Заги логото, универзијада у Загреб 84-та или 86-та или не знам кога е, не знам, ја знам дека имав таква играчка дома од тетка ми, например, таа ми е. Вучко да не Не, го црташ. Вучко е Олимпијада, Олимпијада, ова бе. е универзијада. Аха. Верверичка со шарена опашка. Оу, готово, знам. Коци знам, пири знам. пише, ама не Да, е тоа. готово знам, И- имав ја дома. Таква Чашка, имаме сега една не и знам. овдека што е Мики тоа. Маус и брат летно време ги правевме, после тоа одевме нешто да цртаме возови, прерипувавме ограда по кратки си. Имав онакво секондски некој фолија и чуда, брат се потиш. Ти се Ама допира како до некој. прљаво, ја инфицираш. Чао. И така стојат, чисто за да им Мутира покажам на дека може верверички. да ти се деси и тоа, свеќаш. Никад не сум ги попрел, исто овдека ова, од пот, од такви ствари, брат, се дешава некад телото да ти сврли од бојата и сега да сме живи и здрави. И- Иначе, фан факт, у Сараево уште се продава магнет Вучко да си Па да да си бе, го ама тоа има. им е исто. више некој си заштитно лого Да. за градот. Му купив на брат ми која бев, му викам, ти Вучко, му викам, магнет да си го ставиш на фрижидер. Да, ама не имаат јака. Мислам општо и у Сараево имаат јака и графити сцена и мислам И музичка, Сараево, уопшто, све има. Сараево многу ми се свија као град. да, Не ние знам, ланска и година. интересен е, некако, све имаш. Абе, чувствуваш историјата, тежината Да, на градот. да, 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 па да, тоа да, ќе ви да, кажав, у да. Мостар бевме таму, Таму па... ти седиш вака, гледаш градов, например, доле има буриджилница, горе е брат, тоа бомбардирано без прозори со дупки, све така стои, ме разбираш? И Па, у останато Белград е знам дека има уште некои згради што се остајани Мостар. срушени, Мостар е брат. ама Една ја страна, сега предпоставам муслиманско, друга христијанско, Да, па да, и у многу Сараево е голема така. Да, ама Мостар е... У тежината, Сараево брат. идеш, Има некоја гледаш модерно све, австро-унгарски куки, овакво се, преојаш улица, чаршија си, брат. Да бе, да. И Исто и ова, трамвај мислам, многу као низ времеплов да поминаш, поготово таму е така и А треба у Мостар, знаеш, убаво треба да си пишам тоа у Мостар да идам. Си имам ја убаво е брат. многу Многу убава и храна и сакам све, некои мислам, градови општо. у Југославија да ги Да, да вреди. ги поседам. У Загреб не сум бил. Многу сакам у Загреб.
Ете, бакет лист направи. Загреб у Београд. Така Драж, да. фала ти што дојде. Фала ви дечки на покана. Мислам дека нешто ако интересна тематика опфативме. различни По-глобала, ствари, да, така да. тоа што ни беше и замисла. Термин за татуирање може да договориме? Може брат, ајде нема Само проблем. чекај, слободно кога. Леле, па добро, тоа е целиот момент. Ја сакам све. И се треба да направиш време и за ова, и за ова, и за ова. Така да. Ама све се прави така да. Кога се сака све се може. Да. Фала ти што дојде пак. Дечки, Марио, ти имаш да кажеш нешто? То не. Немаш. Дечки, од нас толку за неделава. Следна недела сме здрави и живи. Не заборавајте Катан 16, гиваве од Тера за играта. Вежбајте и играјте. Ја тоа ради тој се пријавив. Жена ми 2 пати ја цепав. 2 пати ја тепав, викам, треба да се пријавам, Не си ја некој тепал, срекна. си ја Ја победив во у играта. Катан. Нема брат. Знаеш, сега треба да си политички коректен. Да. За бегане Ја победив времења. во играта Катан. 2 пати и речив Да ќе не се ти го пријавам искористат. И тоа што ми кажа. Готово ни е последна епизода. Последна епизода. Сам сум ја на дебели. Ја модар вака, доаѓам тука. Не мене само гледаш црно. Пушти 500 широк. Оде, вака црно само гледаш. Знамето ќе оставиме тука. Да. Ништо, ечки, фала многу што не гледавте, се гледаме следна недела. Ајде, чао, чао. Чао.